12 попладне и е среда. И тоа знаеме што е. Ја не сум спиен, а денес е среда со слик. Може да почнем. Значи многу ствари, но ако не означиш ништо, нема да значи тоа ништо. Денеска на среда со слик ќе ви покажам како вие уствари можете вас да се дуплирате. Не е многу тешко, не е ни многу лесно. Треба да ви имате основа на премиер, пошто знам само премиер да го правам и ќе ви објаснам како се прави премиер, Adobe Premiere Pro. Не чешал, стој. Значи, да почнеме да ви го објаснам процесот. И да ви дадам некој пример каде е тоа направено. Значи е направено на Марко видеото, односно GP, кога се прави муавет со шарп. Значи, за да се дуплирате вие, треба да земете некоја си точка или да знаете каде нема да поминувате со рака, нема да пафтате, нема да мрдате, нема да правите ништо, значи вака, у тоа негово поле. Да речеме ќе земеме точка. Сега низ точка да ја не смеам да поминам со рака. Значи, ако ја земеме таа точка, ќе застанеме буквално тука и ќе стоиме. Да речеме ќе стоиме. Добро, значи стојаме. И сега, за да се дуплираме, нас ќе ни треба уште еден таков кадар. Кадар е тоа каде што камерата е ставена да снима една точка. Значи, еден видик од едно место. Тоа е кадар. Момент само да видам дали снима глупава камера. Снима. Топ. Значи, овој кадар треба да го имаме два пати. Но, не два пати од мене, туку два пати јас на различна страна точка. Сега, пошто таа страна не ја пројдов и од оваа страна нема да ја пројдам истата линија, за да можам јас да се дуплирам како стојам вака. Веќе, кога ги имаме двата кадри, од тука е многу лесно. Значи, клипот треба да изгледа вака. Престојаме. Го видовте клипот и клипот изгледа како јас да стојам на тука на двете страни. На не стојам, видовте како се снима. Сега ќе ви покажам како овој клип можете да го едитирате. Идеме на премиер. Значи многу ствари, ама ако не означиш никој не бл. Веќе ме слушнавте да го кажам, не сум интересен веќе. Така, да. Сега, од кога ќе влезете у премиер, влагате у премиер и одите у проектот. У проектот идете импорт, од импорт си го наоѓате клипчето кое што го содржи двата дела. Кога ќе ги земете двата дела, кои треба да ги сечите за да ги дуплирате, значи го правите open, import. Кога ќе го импортирате тоа, го ставате проектот, значи у таймлайнот. У таймлайнот го стрчате или ако ги имате веќе посебно направени, значи ги стрчате и ги барате каде што дремете. Значи го наоѓате каде почетокот на дремење стои. Пошто поефикасно е кога ќе ги снимите двата дела посебно и у две видеа да се, пошто знаете веќе кај ви се и нема да го стрчате, али секој време и туторијал се дешава ово. И веќе кога ќе го најдете, го барате, каде беше.
тука не беше. Ево. Значи, сечете со Ц, многу нормално, продолжувате. Ја барате точката каде што завршувате или веќе кога ќе ви е снимено, веќе знаете кај сте завршили, го сечете тој дел каде што завршувате. Го сечете тука вака овој дел напред не треба. И сега идете го барате вториот дел. Значи каде што стоите од другата страна. Ке треба да е овдека овој дел. Сечете на почеток, скролате да видите до каде прекинувате да зборите. И ја наоѓате точката, каде што почнувате да дрндате пак. Сечете и ги имате сега двата дела. Од која ќе ги добиете двата дела, значи, едниот иде од озгора, едниот иде по него. Пожелно е да ги израмните и двата дела, се доближувате за да видите кај сте точно, го сечете крајот на ова, пошто нема да ви е потребен. И се, кога ќе стиснете ова, ви се отвара моментално Motion, Opacity и јар. Идете на Opacity, го кликате Opacity, го влечете Free Draw Bezier, го стискате, ги правите Mask Path, Mask Feather, Mask Opacity, Max Expansion, ги кликате сите. Кога ќе ги кликате, цртате една кутија точно, значи вака како што правам јас, кликате вака, и кога ќе кликнете последното, ќе ви се зацрни овој дел. Од кога ќе ви се зацрни тој дел, идете инверт. Толку. Значи, толку јасно. И сега, пошто мене ми е од прилика светлото исто и не си приметувам многу. Но, ако се приметува, го имате федерот тука, Mask Feather. Значи, тој можете лево да го идете. Значи, немојте премногу. Значи, немојте премалце, пошто ќе изгледа као оваа линијава тука што е. Изгледа многу јако, така да е од прилика 50-60 го правам. И видеото изгледа како што го направив као двајца да стоја. Значи, можете да го користите како сакате и у која било функција да го искористите ова. Најчесто се гледа да имате сменето мајца или нешто такво, за да се разликува тоа. Јас сум тука со две мајци и изгледа као, пошто на десната страна на овдека стоја многу мртво и изгледа као да не мрдам, а мрдам. Што е мојаведот, као мрдам, се гледа дека дишам лево, десно, као дишам. И тоа е тоа за оваа среда со слик. Ве молам лајкнете го, ако сакате вакви поише видеа и вакви туторијали слични, као да се дуплирате или такви ствари. Можам и на Photoshop да ви кажам као да се дуплирате у слика. Лесно е. Би требале да претпоставите дека е вака нешто слично. Значи, многу е полесно. И ќе ви кажам како каде да гледате светлина, пошто ако сликате од денско, ќе треба да сликате од исти кадар и да ќе го вставам за следно видео, пошто видео е веќе 10 минути, така да, фала ви што гледавте видео оваа среда, а ние дечки се гледаме у средна среда. Со слик. Peace out. Уште не си субскрайбнал? Озбилно си. А звончето? Озбилно си. А лайк на ново видео? Не знам, среди си го таа.